Добро дојдовте во најновото издание на Cybershift, емисија преку која се информирате за подемот на технологијата, информатиката и IT светот. Останете со нас, почнуваме веднаш. Соларните панели се уште не се ценовно прифатливи за масовното производство, затоа постојано технологијата за зелена енергија се развива. Се појавија и нови соларни панели, кои со помош на дождливи капки ќе можат да произведуваат електрична енергија. Проектот се уште е во експериментална фаза, кој е огромен чекор напред на човештвото. Исплатливоста на сончевите панели е во бројот на сончеви денови, односно колку помалку сончеви денови, толку е понеисплатливо. Затоа кинеските научници креирале специјални соларни панели кои создаваат енергија од дождливите капки. Соларните келии се прекриени со дебел слој на графен, на кој застануваат дождливите капки, притоа создавајќи еден вид на природен кондензатор. Поедноставно кажано, разликата во енергијата на електрони на графен и ионите од водата создаваат електрична енергија. На тој начин, речиси постојано ќе бидете обезбедени со електрична енергија. Најголем проблем во оваа фаза е ниската енергетска ефикасност во споредба со класичните соларни панели, кои 22% од сончевата енергија ја претвораат во електрична енергија. Во споредба со нив, новите панели на кинезите имаат само 6,5% просек во претварањето на енергијата. Доколку се реши овој проблем, ова би било едно од најдобрите решенија за зелената енергија. По повод 100 години постоење на јапонските железнички станици Seibu Railway Co., тие најавија дека ќе направат нов изум, односно ќе дизајнираат невидлив воз. Нов изум на јапонците дизајнираат невидлив воз. Возот наречен Red Arrow би требало да биде завршен до 2080 година. Овој воз би требало да биде составен од 8 вагони и да покрива површина од 178 метри. Овој воз нема да биде целосно невидлив, односно надворешноста на возот треба да биде високо рефлектирачка, што ќе му овозможи на возот да се спои со околината. Интересно е тоа што оваа техника ќе може да се примени на веќе постоечките возови. За овој дизајн ќе биде ангажирана угледната јапонска архитектка Казују Сеима, чиј дизајн е познат по модернистичките елементи. До сега не се откриени поголеми детали околу дизајнот, но според одредени пишувања на медиумите, надворешноста на возот ќе биде заменета со полупрозирни панели како огледала, што според архитектката Сеима би требало да представува досега невиден спој. HP го лансира новиот модел на лаптоп Spectre, со кој му ја одземаа титулата на Apple за најтенок лаптоп на светот. Новиот Spectre со 13,3 инчен екран тежи 1,1 кг, а има дебелина од само 10,4 мм, односно тенок е како една алкална батерија. За споредба, Apple Retina MacBook има дебелина од 12,1 мм. Покрај тоа што изгледа убаво, Spectre доаѓа со Intel Core i5 или i7 процесор во зависност од моделот, 8 GB RAM меморија и батерија која трае 9 часа и 45 минути. Екранот, кој е во полна HD резолуција, не е тачскрин, но токму тоа ја продолжува батеријата. Лаптопот доаѓа на пазарот при крајот на овој месец, а основниот модел ќе чини $1,250. Се уште нема информации кога ќе биде достапен и на македонскиот пазар. Новиот шафт робот на Google има огромен напредок со можноста да стои исправен на своите педали на секаква теренска подлога, од песок па се до карпи, со совршен баланс и движења. Роботот шафт на Google прави чуда. Новиот шафт робот на Google има огромен напредок со можноста да стои исправен на своите педали на секаква теренска подлога, од песок па се до карпи, со совршен баланс и движења. Интересно е што шафт не е изработен од Boston Dynamics, компанија која е специјализирана за изработка на напредни работи, туку од Google X Lab дивизијата предводена од Никаниши Сано од одделението во Токио, Јапонија, каде што се одржа и неговата презентација.
Можноста на шаф да се движи низ екстремни природни средини му дава голема предност и во иднина може да се примени во различни области, од комерцијалниот сектор па се до агенциите за безбедност и спасување. Microsoft ќе го менува своето старт мени. Компанијата откри ситници кои повторно до некаде ќе го изменат изгледот на овој оперативен систем, меѓу кои се и многу новини во менито старт. Овогодинешната конференција за девелопери Build, Microsoft ја искористи и за најава на следните големи надоградби за оперативниот систем Windows 10. Компанијата откри ситници кои повторно до некаде ќе го изменат изгледот на овој оперативен систем, меѓу кои се и многу новини на менито старт. Во новото мени старт, при летната надоградба на Windows 10, на прво место ќе се најде листа со апликации, додека поставките и другите функции достапни на првиот клик на менито ќе бидат преместени во така наречениот хамбургер мени. Секако, треба да се потенцира дека сето тоа се уште е подложно на промени. Во претходните изданија на Cybershift погледнавме како SpaceX пробуваше да ја слета нивната ракета на платформа во океан, но овој пат SpaceX конечно успеа да ја слета Falcon 9 ракетата на платформа во океан. SpaceX конечно успеа да ја слета Falcon 9 ракетата на платформа во океан. Беа потребни, слободно би кажале, само 5 обиди за SpaceX да ја постигне саканата цел, а тоа е вертикално слетување на нивната Falcon 9 ракета на платформа во океан. Предходните 4 обиди поминаа неуспешно, односно ракетата заврши целосно уништена, иако последниот обид се чинеше до последните неколку секунди дека ќе помине како што треба. SpaceX има и едно успешно слетување на нивната ракета, меѓутоа на копно, што се смета за многу поедноставно. Сепак површината на копнената платформа е многу поголема и не се движи, за разлика од истата која е во океан. Причината поради која се даде толку голем труд, а и пари за успешно слетување на платформата во океан, во основа се сведува на заштеда на пари. Кратко, едноставно и корисно упатство во врска со најпопуларните мапи во светот, Google Maps. Од сега ќе можете да ја користите апликацијата бесплатно, се што треба да направите е да ги симнете мапите. Неможноста за пристап на интернет за време на вашите патувања може да биде на вистина фрустрирачка. Посебно кога вашиот телефон треба да ви покаже по кои улици треба да возите за да стигнете до посакуваната дестинација. Сепак, Google има решение за тоа. За да ги избегнете овие ситуации, пред патувањето потребно е да ги превземете Google Maps за офлайн користење. Откако ќе превземете дел од мапата која што ви е потребна, ќе може да ги добиете насоките и останатите корисни информации без интернет конекција. Сепак, потребно е да се знае дека после одредено време траењето на превземените мапи истекува, па ќе мора да ги апдейтирате. Еве како да ги користите офлайн мапите на вашиот паметен телефон. Отворете Google Maps. Во полето за пребарување напишете го името на градот чија мапа сакате да ја превземете. Кликнете на полето во долниот дел од екранот каде што е испишано името на градот. Кликнете Download и симнете ја мапата. Сега ќе можете да ги користите мапите на Google и без интернет конекција. Во видеото што следува, ќе погледнеме како да направиме сами држач за мобилен или таблет на многу брз и едноставен начин.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Cybershift. Следете не на истиот канал за 7 дена со нови содржини. Довидување!